Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, амин. Продолжуваме со 7-миот член од символот на верата, кој гласи: И пак ќе дојде со слава да им суди на живите и мртвите, и неговото царство не ќе има крај. Во овој член се зборува за повторното или второто доаѓање Христово. Какво ќе биде значењето и важноста на повторното доаѓање Христово? Што значи второ или повторно доаѓање? Имавме прво Христово доаѓање на земјата кое се случи при неговото раѓање од Дева Марија Пресвета Богородица, а за кое зборувавме во претходните лекции. Но самиот Господ Христос, како и целото Свето Писмо од Стариот и Новиот Завет, нагласува и второ или повторно доаѓање Негово. Тоа ќе се случи пред крајот или свршетокот на постоењето на овој свет. Зошто тоа ќе се случи, ќе објасниме во следните две лекции. Второто Христово доаѓање е клучен настан во учењето и верувањето на христијанството за животот после телесната смрт. Тоа е најавено како славно враќање на Господ Исус Христос, кој ќе дојде да ги воскресне умрените, да му суди на светот и да воспостави вечно царство. При вознесението слушнавме како двајца мажи, кои всушност беа ангели, Дела апостолски 1:11, беше објавено повторното доаѓање Христово. Евангелистот Матеј, глава 24 и 25, зборува за последните настани што сигурно ќе се случат. Кога ќе се случи тоа? Второто доаѓање и денес е актуелно, па мнозина прашуваат кога тоа ќе се случи. Ќе кажеме дека тоа доаѓање е тесно поврзано со свршетокот или крајот на светот. Кога тоа ќе биде, никој не знае, па ниту ангелите на небото. Учениците негови го прашале: кажи ни кога ќе биде тоа и каков ќе биде знакот на твоето доаѓање и за свршетокот на светот. Матеј 2:4-3. Христос не им даде конкретен одговор, но им кажал кои знаци ќе се случат пред он да дојде повторно. Какви се тие знаци и какви заклучоци можеме да извлечеме од времето во кое живееме? Знаците кои ќе се случат пред светот да заврши, објавени се во следниот редослед. Многумина ќе дојдат во името Христово и ќе прелажат многу луѓе. Тоа значи мнозина ќе тргнат по лажните Христоси. Само оние кои ја познаваат верата ќе останат верни на вистинскиот Христос. Ќе има војни и гласови за војни помеѓу народите и царствата. Да, војни имало секогаш, но зарем не гледаме дека војните денес се со многу поголем интензитет. Но тоа не е се. Првите болки ќе бидат во форма на катастрофи, глад, помор, земјотреси на различните места, страшен призор и големи знаци на небото. Следбениците Христови ќе бидат предадени на маки, убивани и намразени од сите народи. Насекаде луѓето ќе се мразат и ќе се предаваат еден на друг. Ќе се појават многу лажни пророци и ќе прелажат мнозина луѓе. Бидејќи беззаконијата ќе се умножат, со тоа и љубовта ќе олади. Само оние што ќе издржат до крај ќе бидат спасени. Евангелието ќе биде проповедано низ целиот свет, а сведоштво за сите народи. Апостол Павле вели дека Бог не се откажал од својот народ, се мисли на израилскиот, без разлика што тие се откажале од него. Ќе дојде од Сион избавителот и ќе му ја отстрани безбожноста на Јакова. Римјаните 11:25. Ќе се откажат од своето неверство, од сегашното
погрешно верување и Бог ќе им даде шанса да се спасат. Знаците ќе се појават на небото. Сонцето ќе потемне и месечината нема веќе да ја дава својата светлина. Звездите ќе паднат од небото. Морето и брановите ќе рикаат и силите небесни ќе се разнишаат. Знакот на Синот човечки, крстот, ќе се појави на небесата и со тоа ќе започне второто Христово доаѓање, кое ќе биде со голема сила и голема слава. Колку време ќе помине од сето тоа да се случи, никој не знае, па ниту ангелите на небото. Важно е да знаеме дека Христовото второ доаѓање битно ќе се разликува од првото, за разлика од првиот пат кога дојде Христос понизно и како слуга, роден во јасли и како најголем злочинец распнат на крст. Вториот пат ќе дојде во целата негова слава како судија, кога ќе им суди на сите луѓе за извршените дела за време на земниот живот. Природно е и логично Бог, кој е создател и спасител на светот и луѓето, да биде истовремено и судија. Како создател, он ни даде живот, како спасител не спаси од гревот, а ни ја оснива и црквата преку која не ги даде сите средства за спасение. Како судија пак ќе суди и проценува како сме ги искористиле средствата на спасението. Меѓу денешните шпекулирања кај некои христијани, а кои се однесуваат на второто Христово доаѓање и како тоа ќе биде, треба да се знае дека тоа е основа и во православната црква. Но за разлика од другите, црквата се придржува исклучиво на упатствата од Светото писмо, Библијата. Православните христијани ја исповедаат верата дека Исус Христос ќе дојде повторно да им суди на живите и мртвите и дека Неговото царство нема да има крај. Православното исповедување не настојува да го предвиди Божиот пророчки распоред, туку да ги охрабри христијаните да си го прилагодат животот за да добиат доверба пред Бога кога ќе дојде, вели евангелистот Јован, 1 Јованова 2:18. Пред да настане свршетокот на светот, ќе се појави антихристот. Што е антихрист? Подготовките ќе бидат направени за антихристот, уште наречен син на погибелта и звер со 7 глави и 10 рогови. Откровение 13:1-8. Предводен од лажни пророци и лажни знаци и чудеса, антихристот ќе биде господар на лагата, одземајќи им ја слободата на луѓето, но убедувајќи ги дека тие ќе бидат ослободени доколку тргнат по него и го послушаат. Тогаш мнозина ќе го сторат тоа. Наспроти придобиените со голем бес и гнев, антихристот ќе ги прогонува вистинските Христови слуги. Ерусалимскиот храм ќе биде повторно изграден за него и во него наместо Христос ќе биде востоличен антихристот. Оттаму е неговото име антихрист, што значи наместо Христос, односно оној што ќе застане на Христовото место. Тоа ќе биде на крајот на времето при свршетокот на светот. Имено светот кој што го гледаме денес и како што го знаеме, ќе има свој крај, а потоа ќе дојде Христос како судија. Свети Јован Богослов во посланието 1 Јованово 2:18 зборува за појавата на антихристот. Впрочем, секоја сила, секоја личност или секоја дело кое се однесува против Христа или делува против Христа, овде на земјата може да се нарече антихрист. Во Светото писмо антихристот е опишан како противник на Бога кој добива енергија, сила и упатство од ѓаволот како најсилен војник кој ги одвраќа од Бога вистинските верници, прави раздор во светот. Тој е ѓавол кој постанал човек.
Антихристот ќе појави непосредно пред второто Христово доаѓање и ќе действува околу 3,5 години додека не биде победен од Христа. 2 Солуњаните 2:8. Тој ќе се појави како претходник на Божиот суд и како опомена на оние кои се откажуваат од Бога. Освен тоа, Антихристот ќе биде како проверка на верните и преку страдања и мъчеништво да се подготват за вечен живот. Само вистинските верници ќе го препознаат Антихристот. Амин.